секогаш на висина на задачата и онаму каде е потребно. Веќе 2 години постои доброволното противпожарно друштво Ентузијаст за општините Охрид и Дебарца. Моментално брои 15 членови обучени за справување со шумски пожари на отворен простор. 5 до 6 членови се постојано оперативно активни на терен. Безпоштедно, членовите на друштвото летово учествуваа и во гаснењето на пожарите на Галичица, но и на други места низ Македонија. Со председателот Тихомир Ѓорговски поразговаравме за формирањето на друштвото, како се станува член, но и околу предизвиците со кои се соочуваат околу немањето соодветен простор за чување на опремата и возилото. Повеќе од 2 години постои доброволното противпожарно друштво Ентузијаст за општините Охрид и Дебарца. Од каде идејата за формирање и колку беше тешко или лесно на почетокот? Доброволното противпожарно друштво Ентузијаст Охрид Дебарца е формирано пред 2 години на иницијатива на командирот на противпожарната единица Охрид, Борго, од кој имаме голема поддршка во нашите активности и имаме одлична соработка. Како што кажавте, почетоците како почетоци нормално се тешки, но кога имаш таква помош и поддршка од професионалци, секогаш работите се полесни и подобро се напредува. Која е процедурата да се стане член? Член може да биде секој оној кој што е ентузијаст, се очувствува психофизички способен, без разлика на вера, нација, пол и сака доброволно, без надокнада, да помогне во заштита на животната средина, тогаш кога е потребно. Која е процедурата да се стане член на друштвото? Како што ви кажав, некоја процедура нема, значи целата работа е некој да сака доброволно, без надокнада, да помогне тогаш кога е потребна заштита на животната средина. Околу процесот на обука? Формално правно се пополнува пристапница за тој што сака да стане член и потоа кога ќе има обука, се спроведува некоја вежба, нормално присуствуваат новите членови и така кога е после потребно на терен, стануваат активни и делуваат на терен. Колку членови брои моментално доброволното противпожарно друштво Ентузијаст? Моментално броиме 15 членови, од кои 5-6 членови се постојано оперативно активни на терен и истите се обучени за справување со пожари, со шумски пожари на отворен простор. Каква е состојбата со опрема и како се снаоѓате? Состојбата со опрема, од аспект на лична заштитна опрема, поседуваме шлемови, ракавици, чизми, комбинезони за шумски пожари. Истите се донација од Armor Plus фирмата, која представува општествено одговорна компанија и ги поддржува доброволните противпожарни друштва во рамките на своите можности. Од аспект на колективна опрема исто поседуваме напратњачи, метли, гребла, повторно за справување со шумските пожари. Најново околу возилото? Најново околу возилото сега регистриравме претходно изминатиот период, да речам во тие 2 години, реставриравме возило кое што беше собственост на противпожарната единица Охрид, Лада Нива. Беше во многу лоша состојба. Го реставриравме истото, го регистриравме и е повторно ставено во употреба таму каде што е потребно. Периодов наназад бевте присутни постојано на терен. Годинава се соочивме со големите пожари на Галичица, а покрај во Охрид и Дебарца интервениравте и на други места низ државата. Кажете ни дел од искуствата. Годинава, како што кажавте, беше катастрофална од аспект на шумските пожари. На 3 август, кога изби пожарот помеѓу селата Косел, Расино и Опенца, на повик на противпожарната единица Охрид, заедно со нив се вклучивме активно во гаснење на пожарот и учествувавме 5 членови цело време до целосно гаснење на тој пожар. Непосредно после тоа изби пожарот на Галичица, каде што гореше поголема површина, огромна површина, се разбира според големината на планината, и таму секојдневно бевме активни, како што беше претходно до гаснење на пожарот. Потоа во Охрид ситуацијата се смири, имаше потреба од помош во Мариовскиот крај, заедно со професионалните пожарникари од Охрид, действувавме во тој дел, каде што постоеше опасност за проширување на пожарот кон селата, кон околните села.
Секогаш на висина на задачата и онаму каде е потребно, но каква е состојбата околу просторните услови на друштвото? Дали е решено тоа прашање? Тоа прашање се уште не е решено, представува еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме. Во општина Дебарца, значи во старата зграда на општина Дебарца, имаме испостава на доброволното противпожарно друштво, но тој простор го користат и други јавни предпријатија, значи не е оставен на користење само за нас. За град Охрид се работи моментално на решавање на тоа прашање, да добиеме простор и гаражен простор за возилото и простор кој што ќе биде исклучиво наменет за користење на доброволното противпожарно друштво, каде што ќе може да ја чуваме заштитната опрема, колективната опрема, значи личната и колективната опрема, и каде што ќе може да имаме состаноци, дружби, да спроведуваме вежби и така натака. Дали има најава дека би се решило? Има најава да се работи на тоа. Како се снаоѓате за сега? За сега се снаоѓаме така што личната опрема, личната заштитна опрема си ја имаме секој дома, колективната опрема дел имаме во општина Дебарца и на терен не помагаат од територијалната противпожарна единица со опрема за гаснење на пожари. Дали оваа опрема со која располагате е доволна за сега? За овој број на членови и оперативно активните на терен, нормално е доволна, но сепак треба да се обнови, да се надополни, затоа што повеќе си на терен, материјалните работи побрзо се трошат.